Здраво на сите, јас сум Бојан Стојковски, добар дојдовте во мојот прв подкаст Патот кон себе. И да, како што гледате по самиот наслов, ова е мојот прв подкаст Патот кон себе. Го ставив тоа име од причина што верувам дека сите некој што сте нашле, сте били изгубени, сте били на дното, сакале да искочите од таа темнина и од тоа давење, од тоа гушење и од секаков токсичен однос и луѓе и партнери и пријателства и родители и фамилија и се. Токму затоа го ставив тоа име, затоа што сметам дека патот кон себе е нешто што сите го сакаат во животот, е нешто што сите целат кон истото. Така да, пред да започнеме, само ќе ви кажам, доколку сакате вакви теми, вакви разговори, стиснете subscribe, стиснете лайк и шернете го ова видео. Што повеќе луѓе да видат за што ќе зборуваме. Уживајте. Пред да започнеме, спремете си пуканки, ставете си чајче, сокче, било што да сакате, пуштете си некоја чил музика, запалете си свеќа и уживајте. Денешната тема на која што ќе разговараме се работи за токсични врски, нарциси, манипулатори и нарцисоидно пореметување. Прво запрашајте се себе си дали некогаш сте слушнале за овој термин. Верувам дека повеќето слушнале и повеќето го преживеале и го искусиле со некого. Доколку сте го искусиле и доколку сте излегли од сето ова, видео не е за вас. А доколку го искусувате се уште, некој ве малтретира, некој ве тепа, некој психички ве уништува, тогаш ова видео е за вас. Уживајте. Постојат 5 типови на нарцис, но пред да ви ги кажам, ќе ви кажам што представува зборот нарцис. Зборот нарцис се луѓе кои што од мали не биле прифатени од своите родители, луѓе кои што од мали не осетиле што е тоа љубов, луѓе кои што од мали се учат и се борат самите за себе, како да успеат и да достигнат нешто во животот. Не, тие луѓе не сакаат да се такви. Да, тие луѓе можат да се помогнат на себе си, но повеќето од нив не бараат помош од никого. Има 5 вида на нарцис. Грандазиозен нарцис, тоа е нарцис кој што е самоуверен и доминантен, значи сака да доминира постојано во се. Дали тоа било однос, дали тоа било разговор, дали тоа било искачање, дали тоа било не знам ти што и за најпроста работа. Он сака да доминира и е исто така премногу самоуверен човек. Тогаш ви доаѓа крехок нарцис или ти коверт нарцисит, кој што е многу чувствителен и често пати се чувствува како да е неприфатен или да е жртва. Ако вашиот партнер постојано се прави жртва, ти мене ми штетиш, ти мене ме уништуваш, заради тебе сум вака, заради тебе сум така, заради тебе ово изгубив, тоа изгубив, тоа значи дека ве манипулира и се прави жртва. Доколку ви кажува дека е неприфатен, луѓето не го сакаат, тоа значи дека исто ве манипулира за да осетите вина вие самите на себе. Зошто? Затоа што, доколку си со ковер нарцисист, а вие сте сосема нормална личност, нема да ги приметите тие тактики што ковер нарцисит ги користи, седур не почнете на терапија и седур не почнете да читате и да барате што значи зборот нарцис. Ако вие не пробате да најдете излез, вие ќе мислите дека личноста била само нервозна, не била денот, ќе се смирите и така. Не, нарцисот постојано игра топло-ладно со жртвата. Зошто? Затоа што кога нарцисот ќе биде ладен, жртвата се осеќа што ли направив сега, каде ли сгрешив. И тоа нарцисот тактички го има научено, додека пак жртвата се чувствува самено, жртвата се чувствува ужасно, плаче, нервозна е, се губи себе си, се изолира од сите луѓе, од пријатели, од роднини, од фамилија, од работа, од се. Доколку сте го искусиле ова, го знаете многу добро. Кога нарцисот ќе види дека вие сега се оддалечувате, затоа што таа ладноќа, искрено, кој би сакал да ја трпи, нели? Тогаш он ви дава повторно хуверинг. Хуверинг ви е фаза каде што нарцисот, кога ќе види дека вие се оддалечувате, почнува повторно
со љубов, со внимание, буквално да може звездите од небото ќе ви ги сипне, за да ви покаже колку ве сака. Тоа се вика хуверинг. Со тоа хуверинг, нарцис од вас ве влече назад во кругот, назад во пеколот. И таа фаза и тактика се нарекува хуверинг. Доколку сте паметни и знаете што прави нарцисот во моментот, нема да дозволите. Доколку жртвата е наивна и е глупава, и си рече, повторно ми дава внимание, ајде ќе му дадам уште една шанса. И тоа е многу лошо, затоа што секој пат, колку повеќе да се враќате во тој еден однос, толку повеќе нарцисот има контрола врз вас и врз вашиот живот. Се надам дека ова убаво ви го разјаснив. Тоа ни доаѓа на ред манипулативен нарцис. Манипулативен нарцис е комбинација од нарцизам и садизам и психопатско однесување. Кога сме кај психопатско однесување, дали тие што биле во таков однос некогаш биле нападнати, повредени, удрени, тепани со модрици, со не знам ти што. Ама дали за тоа сте биле вие виновни или тој нарцис направил вие да бидете виновни? Пошто ако им кажете нешто што ви пречи, они ќе ја свртат приказната за да испаднете вие виновни, дека вие сте криви што воопшто прашувате. Се надам дека ова добро го разјаснивте. Другите нема да ви ги кажам затоа што се скоро сите исти, само што се мешаат, нели? Продолжуваме со видови манипулации. Вака, техники за манипулации ги има премногу. Ќе одвојам само 3, најосновните, најважните и најбитните што нарцисот ги користи кај жртвата. Почнуваме од најпознатата тактика на нарцисот, а тоа е silent treatment, игнорирање. Вака, сега ќе ви кажам една хипотетички една приказна. Замислите вие сте со вашиот партнер во кола. И сега вашиот партнер доаѓа нервозен. Вие го прашувате што ти е? Он ќути. Вие го прашувате уште 50 пати што ти е? Дали можам да ти помогнам? Дали е се окей? Нарцисот ќути. Со тоа негово ќутење сака да ви даде до знаење вие да се чувствувате виновни и дека вие треба нешто да направите сега за он веќе да не ќути, што е премногу погрешно. Исто така, кога ќе се скарате и доколку вие не сте виновни, а нарцисот е виновен, или па доколку и вие сте виновни, нарцисот ќе исчезне. Нарцисот може да го снема со сати, може со денови, може и минути, може да ве блокне да исчезне. Тоа е затоа што со тоа, ако испаднете во право, ако они вас ви направат silent treatment, односно ви игнорираат цел ден, со тоа они се ја возвраќаат нивната моќ. Како? Доколку сте личност што е анксиозна, што е наивна, што дозволува седи се случува во животот и го трпи тоа, ќе трчате по таа особа, ќе пишувате пораки, ама зошто ме игнорираш? Ама ништо не ти направив. Не сум виновна воопшто. Виновен и така натаму. И они најнаш ќе се вратат како ништо не се десило, ама тогаш вашата енергија е исцедена. Немате буквално ни тронка енергија во вашето тело. И кога ќе се вратат пак се среќни и пак е тука. Не е тоа поентата. Не. Така да, доколку добивате silent treatment, да знаете што е. За кај нарцис. Постои silent treatment и во здрава врска, но барем партнерот ќе каже: "Те молам, сакам да се смирам, стави ме, не ми пишувај, јас тебе ќе те побарам прв." Тоа е здраво. Ако само исчезне и те блокне, тоа не е здраво. Се надам дека се разбравме. Идеме сега, втора фаза, тактика, газање преку вина, односно guilt tripping. Guilt tripping, односно користи нарцисот вина за да те натера нешто да направиш, од типот на: "Ти ова не го правиш за мене, ама јас тогаш за тебе кога го направив, тогаш ти беше убаво, а ти сега на мене не сакаш да ми направиш вака." Со тоа што го кажува, вас ме набива вина, да помислите и си кажете: "А чекај, што не е окей со мене? Зошто не го направам тоа? Што погрешно правам?" И така натаму. Или пак, да не беше ти, се ќе беше подобро.
што сакате да вика. Имам скрипта запишано и се надам не ви смета што читам. Нели не можам сега запамтам. Или да не беше ти, ќе беше се многу подобро. Со тоа ве омаловажува, кажува дека не сте вредни, дека немате никаква вредност. И тоа е премногу лошо. За луѓе со анксиозност, луѓе што биле повредени претходно да слушаат вакви работи, пак да остануваат во таков однос, е премногу лошо. Се разбравме? Се надевам. Трета фаза, проекција. Најомилена ми ова. Вака. Дали некојаш во токсичен однос сте се нашли каде што вашиот партнер ви кажува ти пишуваш со други, ти правиш нешто со други, ти излегуваш со други, ти мене ми изневеруваш, ти ова го правиш, тоа го правиш. Ако претеруваат, да се разбереме, разбирам што е љубомора, нели? Здрава љубомора треба да се има во однос и тоа ми е сосема јасно и сосема коректно. Во нездрав однос, поимот љубомора може да ве седи психички, па да се изгубите себе си, буквално не да Боже да се наштетите на себе си. Проекција. Ви прават проекција на работите што они вас ви ги прават. Ако од нигде никаде почне да ве набедува дека го изневерувате, дека му правите нешто, тоа значи дека 100%, ајде да не бидат 100, 95% таа личност ви го прави тоа и со тоа што она ви проектира дека вие го правите тоа, пробува својата вина да ја стави под тепих. Се разбравме? Тоа значи проекција. Потоа сме кај фаза број 4. Пасивна агресија. Видете, пасивна агресија може да се јави во многу случаеви. Доколку некој е нервозен, доколку некого сте повредиле, али доколку некого не сте повредиле и тој ваш партнер почне да станува пасивно агресивен, бегајте. Ве молам, бегајте. За ваше добро бегајте. Затоа што луѓето со нарцисоидно однесување, кога ќе почнат да станат пасивно агресивни, тоа нема крај. Тоа може да доведе до тепање, до тепачка и до, не дај Боже, повредување, што е премногу лошо. Познам искуства, многу добри, познам многу случаи, но тоа ќе оставиме за друг пат. Значи тоа ви е пасивно агресивно однесување. Доколку партнерот одеднаш биде ти мене вака ми правиш, ти онака, не знам што, све ќе искршам, све ќе направам. Пасивно агресивно однесување. И не ги оправдувајте. Okay. Фалсификувана жртва. Фаза број 5. Мислам дека е 5. Тоа е кога нарцисот постојано се прави жртва. Доколку кажете нешто погрешно, нарцисот може да каже: "Леле, колку ти ме повреди ова што ми го кажа, а зошто ми кажа така, бла бла бла" и така натаму. Тоа е многу лошо. Зошто? Затоа што со тоа кога глуми жртва ви става повторно вина, да се осеќате виновни, да се прашувате што е проблемот, каде погрешив, што погрешно јас направив и така натаму. Со тоа сака да има уште поголема контрола врз вас и на тие луѓе им успеваат тие работи, затоа што повеќето луѓе што влагаат, повеќето жртви што влагаат со тие луѓе во однос, не се ни свесни дека тие луѓе се такви. Океј, ќе речем бил нервозен, океј, ме блокнал, ќе ме отблокни, ништо нема. Не е тоа поентата. И не е здрав однос доколку ова се случува. Шеста и последна фаза, или пета, не знам, извинете, ви е дискард фаза, каде што нарцисот, кога ќе посака, вас ви раскинува. Тоа е многу лошо. Тоа е стварно премногу лошо. Зошто? Затоа што може се да е супер и одеднаш нарцисот да го фатат некои мисли и само на вас да ви раскине, да ве блокне, да ви избрише, да ве направи од такво подоле, да ве направи партали и само да, како да никогаш не постоел во животот. Тоа е дискард фаза, каде што кога ќе посакаат, они на вас ви раскинуваат. Тоа е дискард фаза и премногу лоша за луѓето со многу трауми, луѓето со многу анксиозност, луѓето што се наивни, е многу лоша таа дискард фаза, затоа што во моментот кога тебе ќе ти раскина,
ти се чувствуваш премногу лошо и ти го бркаш, го бараш, додека пак таа личност не се замара со тебе, затоа што нема емпатија. Тоа е дискрет фаза, така да доколку го преживувате ова, разговарате на време дали тоа било психолог, психијатар, вашите дома, бидејќи вашите дома можат многу да ви помогнат, доколку бидете искрени со нив. И тоа беа тие 6 фази од добрите тактики што нарцисот ги користи. Само едно нешто ќе ви кажам. Може да биде премногу лошо тоа малтретирање психички, што може да ве доведе до виде себе си и не е воопшто едноставно да излезе од тој круг, но доколку верувате во себе си и почнете да работите на себе си, за се постои решение и постои многу добар излез. Верувајте ми, искуство ви кажува. Бидејќи моментот кога ќе паднете во канџата на нарцисот, вие, вашето јас веќе не постои. Така да се надевам дека уживавте во овие 20, не знам колку минути. Доколку сакате уште вакви видеа, ве молам оставете ми коментар, пишете ми на Инстаграм. Днеска се потрудам моето студио да биде малце поубаво наредната среда. Секоја среда ќе има нова епизода, така да уживајте. Фала ви што бевте тука со мене, што се дружевме заедно. Знам дека на некому од вас може би помогнав, на некому може помогнав, не знам. Така да чувајте се и сакајте се и бидете своји и само едно запомнете. Не верувајте никому. Да, Космевки ке не верувајте никому, напишав книга. Што се вика не верувајте никому, кој што наскоро ќе излезе во нашите книжарници во Македонија, во Скопје. Така да може наредната тема да биде како сум ја смислувал книгата и зашто сум пишувал. Чувајте се и пазете се.